Системот на МВР за издавање документи во трка со роковите од Преспанскиот договор и покрај тоа што рокот за менување на сите документи од лична карта, пасош до возачка дозвола и налепница за таблица е февруари следната година. Системите на МВР за закажување и издавање на овие документи крахираше. Така наречените кол-центри, каде треба граѓаните да закажат термини, речиси воопшто не функционираат. Граѓаните се жалат дека со денови не можат да добијат никого, а ако имаат среќа некој да крене од другата страна. Првиот слободен термин кој им се нуди е дури во ноември или декември. По 15 пати звонам секој ден, или те исклучува, или се зафатени сите оператори. Субив од вртање со денови, са бајле и попладне и во тек на ден. Да ви сликам колку пати сум свртала. Ви звони музика, велат, почекајте. И после некое време ќе ви биде зафатено и никој не се јавува. Од Министерството за внатрешни работи за порталот Плюс Инфо велат дека граѓаните чекале 5 до 12 за да ги променат личните документи. А според нив зголемениот обем на работа е тоа што веќе со години наназад во летниот период најмногу се издаваат лични документи. Министерството за внатрешни работи ви известува дека не постои застој во нормалното функционирање, ниту на економскиот оператор кој што на сметка на МВР го сервисира повикувачкиот центар, односно неговите 12 повикувачки линии, ниту пак во организацијските единици при одделот за граѓански работи, кои што на дневна основа примаат повеќе стотици апликации од граѓани за различните видови лични документи. Факт е дека во овој летен период се зголемува обемот на барања за вадење лични документи. Некои граѓани пак се откажуваат од трката по термин за нови документи по цена и да платат казни. 4 дена се обидувам електронски, телефонски, па пак електронски, па пак телефонски. И така цело работно време слушам, сите оператори се зафатени. Ве молиме почекајте, а електронски не прифаќа дата и на крај те упатува на оној телефонски број. Конечно, не чекам веќе, ќе останам со се уште важечките документи на Република Македонија, па казнувајте после. Сите граѓани кои имаат стари документи со Република Македонија ќе мора да ги променат до февруари за да добијат со Северна. Личната карта поскапи за 120 денари сега чини 310. Слично поскапување има и кај возачките кои сега чинат 410 наместо 280 денари. Пасошите за лица до 27 години чинат исто, но по старите ќе треба да платат 500 денари плюс, односно 2000 денари. Поскапување има и кај итната постапка. Патна исправа по итна постапка се вади за 6100 денари, а возачка за 1230 денари.